Еве сме повторно назад во студиото, почитувани гледачи, а наш денешен гостин е госпоѓа Снежана Санева, координатор за еднакви можности од општина Штип. Госпоѓа Санева, добро дојдовте и најпрво да ви го честитам денешниот ден, 8 март. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата, ви благодарам и за честитката на денешниот празник. Така, еве денешниот разговор, акцентот на денешниот разговор ќе го ставиме повеќе за рамноправност и еднаквоста на жените во самото општество. Вие како координатор имате изготвено и акционен план за токму за ова. Еве, која е визијата на овој план? На акциониот план, така. Најпрво сакам да кажам дека мене ми е жал што околу рамноправноста зборуваме само на овој ден. Значи, не мора да биде 8 март поттикот за да зборуваме и да дискутираме за тоа и да го поставуваме ова прашање и нормално да гледаме да се постигне тој концепт на рамноправност во целата држава, но во секој случај добро е што постои овој ден, нели, па барем еднаш да може да се зборува и да се каже она што треба да се нагласи, дека жените и мажите треба да бидат рамноправни во едно општество. Така и Бог створил маж и жена, значи ги има и двата пола и застапеноста треба да биде еднаква секде. Тие се надополнуваат еден со друг, не може да живеат еден без друг, таква е природата, таков е животот, општеството, уредувањето, сето тоа значи налага да има еден нормален, рамноправен однос меѓу мажот и жената. Навистина, акциониот план што го изготвуваме ние јас како координатор, меѓутоа секако во соработка со Комисијата за еднакви можности, морам тоа да го нагласам, дека е еден план во кој што е предвидено да се постигнат одредени ефекти во однос на концептот на родовата рамноправност и воопшто еднаквите можности во секој поглед. Значи, кога зборуваме за еднакви можности, не зборуваме само за еднаквоста во однос на полот, туку и по други основи, и затоа во него се вклопени и други проекти кои што се однесуваат на тој план, но во секој случај, значи, визијата. Нашата визија со овој акционен план е да постигнеме една едуцирана, образована жена која што ги знае своите права, која што се бори за својот статус во општеството и која знае да ги детектира точно проблемите со кои се соочува и потоа тие проблеми да ги наметне на заедницата и за да можеме тие заеднички да ги решаваме, да станеме свесни за тоа дека постојат одредени проблеми со кои се соочува жената во општествената заедница. Така, кои се активности се реализираат досега преку општината за рамноправност и еднаквост помеѓу мажот и жената? Така. Општината спроведува повеќе проекти. Меѓутоа, конкретно, значи, не можеме да кажеме дека некој проект специјално е изготвен за да може да се постигне таа рамноправност. Но ние што правиме? Значи, во оделенијата кои што функционираат во општината, оделението за јавни дејности, се реализираат одредени проекти и во тие проекти се обидуваме да го запазиме концептот на еднаквите можности по однос на полот. Мажи и жени. Например, имаме проект Општинско корисна работа, кој што го спроведуваме во соработка со UNDP и кој ни овозможува да вклучиме луѓе кои што ќе бидат извршители на одредени активности и луѓе кои што се корисници. Значи, корисници се лица на кои што им е потребна помош во однос на разни домашни обврски и други потреби кои што ги имаат. Тоа се обично лица со хендикеп, кои што не можат своите обврски да ги завршат регуларно и на кои им е потребна на некој начин туѓа помош. И лицата кои што ги вклучуваме во реализирање на тие обврски се обично млади луѓе, невработени, кои што се стручни од одредена област, токму од тоа, значи, оспособени за да пружаат одредена нега, да пружаат одредени услуги и при тоа внимаваме и едните и другите да имаат подеднаква застапеност од двата пола. Значи, и корисниците тука негде да бидат подеднакво мажи и жени, исто така и давателите на услуги. Исто така и за други проекти, како што е, да речеме, ран детски развој. Тоа е проект кој што вклучува дечиња од предучилишна возраст во градинките, од руралните области кои што се во околината на Штип и овие дечиња ги посетуваат градинките и таму внимаваме да има подеднаков број на машки и женски деца и така.
Тоа е тоа. Значи, општината постојано се обидува да постави некаква равнотежа, еднаквост меѓу двата пола во сите проекти. Еве, во скоро време го изнесовте и годишниот извештај до Комисијата за еднакви можности и рамноправност. Па еве, како го оценувате досега она што го реализиравте? Така. Па ние сме задоволни од она што го имаме реализирано минатата година. Значи, направивме една ретроспектива на се она што го изработивме. Ви кажав, значи тоа се проектите кои што веќе ги споменав и се вклучени во акциониот план. Морам да кажам дека имавме значајна година во однос на обуките на Комисијата за еднакви можности и на Координаторот за еднакви можности. Значи, бевме присутни на многу обуки, посебно акцент би ставила на обуката која што се однесува на родово одговорното буџетирање. Зошто родово одговорно буџетирање? Се констатира дека се оно што сакаме да го реализираме е поврзано со финансии и без нив не би можеле ништо да спроведеме. И на државно ниво, значи, е констатирана потребата од едукација на општинската администрација и на советниците, значи оние кои што учествуваат во донесувањето на одлуки, да станат свесни дека потребата од родовото буџетирање е присутна, дека постои. Значи, треба да се вложи во изградба на капацитетите на општинската администрација, на граѓаните за подигање на свеста за еднаквите можности. Значи, кога човек знае дека има право, тогаш може и да работи на остварување на тоа право. Треба да се работи на свеста на граѓаните, на жените посебно, значи, кои се нивните права и кои се нивните можности во општествената заедница. И затоа, еве, значи, бевме на такви обуки кои што навистина вродија со плод. Бевме и на студиско патување, морам да кажам, во една од европските земји, каде што родово одговорното буџетирање е на највисоко ниво подигнато, почнувајќи од детските градинки, па и понатаму основните, средните училишта во процесот на образованието. Имавме можност да посетиме детски градинки, да отидеме и во општината, за да видиме како тие се справуваат со концептот на родовата еднаквост. Иако, нели, огромни средства се во прашање таму, станува збор за Виена, за Австрија, каде што, значи, многу се внимава на тоа и е даден огромен акцент на еднаквите можности, почнувајќи од вработените, од бројот на вработени, потоа од сите проекти кои што се реализираат и секогаш се внимава на тоа да се види каков е бенефитот, каква е користа од одреден проект. И тие имаат всушност формулари и образци во кои што точно и јасно се нагласува која е користа од проектот на жените, например. Например, ако се направи улица, ако се направи улично осветлување, дали тоа е потребно за жените? Што би искористиле тие од сето тоа? Или ако жените имаат, да речеме, работни обврски, се темпира времето да може децата да ги носат во градинки, да имаат целодневен престој, па дури имаат целодневен престој и за децата кои што се во основното образование. Интересно е таму каде што бевме, значи во таа градинка спортска сала имаше и децата кои што ја посетувале градинката, продолжиле во основно образование, можат повторно да се вратат таму во градинката и да престојуваат подолг период во текот на денот. Значи, интересно искуство, во секој случај морам да кажам, и убави примери кои што во наредниот период би можеле да ги разгледуваме и евентуално да ги вклопиме во нашиот систем. Еве, кога се работи за работната сила, според вас, како ќе оцените рамноправноста помеѓу мажите и жените, односно каков е билансот? Така. Во светски рамки можеме да кажеме, јас сега ќе почнам од светот, иако ме прашавте за кај нас каква е состојбата, се уште постои нерамноправност во однос на третманот кој што го имаат жените во однос на мажите на работните места. Значи, се случува и во развиени држави, каде што се смета дека еднаквоста е на повисоко ниво, да жените бидат помалку платени на исто работно место. Така што не би кажала дека Македонија заостанува во однос на тоа, значи
сепак кај нас ми се чини дека не е тако случајот, дека на исто работно место жената е исто платена како и мажот, но проблемот е како да се дојде до тоа работно место. Значи жената да успее да постигне работно место кое што е навистина високо во хиерархијата на односно во систематизацијата на различни институции. Сега тука треба да се внимава и да им се даде можности на жените да ги покажат своите квалитети и капацитети и ми се чини дека кај нас барем во однос во Штип до сега се покажало дека навистина е дадена шанса на жените да се покажат во однос на во општествениот сектор. Сега кога зборуваме за приватниот сектор, за жал жената е работна сила. Мораме да кажеме и тоа, бидејќи Штип е индустријски град, конфекцијски град, во кој што самата природа на работата е таква што жените мораат да работат во конфекција на машини и таму ја наоѓаат својата екзистенција и својата перспектива. Тука гледам дека е некоја иднина каде би можеле да се направат промени. Можеби со зголемување на конкурентноста на пазарот на работната сила, кога ќе имаме потреба од работна сила, ќе мора да се подигнат критериумите, односно да се подигне и платеноста на жените во конфекциите и тие да добиваат оноку колку што треба да добиваат. Жените во конфекциите ги знаат своите права. Мислам дека со текот на годините се повеќе и повеќе сваќаат дека за да ја подобрат својата положба мора да бидат запознати со она што им се нивни права. И често пати, значи, веројатно доколку се случи некое кршење на правата, знаат како да постапат, каде да го пријават тоа како случај, да отидат да се обратат до трудова инспекција и така натаму и да ги издействуваат своите права. Јас имам разговарано и со работодавачи и со работници. Значи понекогаш едноставно работата е таква, бидејќи најголем дел од фабриките имаат лом производство, врзани се со рокови. И јас знам и го разбирам тоа дека и работодавачите мораат да ги исполнат работните обврски спрема оној што им ја дава работата, инаку би ја изгубиле, нели? И тогаш би било страшно не само за работодавачот, но и за работниците, бидејќи ќе го изгубат работното место. Сега се доаѓа до ситуација да работниците мораат да останат прековремено на работа, но потребно е... Тоа е на оно што најчесто се жалат Да, вработените. тоа е најчесто оно што го кажуваат како недостаток, односно како проблем во конфекциите, но во секој случај и да останат на работа би биле задоволни кога би биле платени онолку колку што треба или како што налага законот дека треба и малку повеќе да се платени работниот час да биде вреднуван во однос на редовното работно време. Вие спроведовте и таква анкета во 2010 година токму во конфекциите. Да. Кои беа најчестите проблеми со кои што се соочуваат овие жени? Па тогаш имаше, да ви кажам искрено, констатирано дека жените недоволно ги знаат своите права и дека е потребно да се работи на нивна едукација за да може да ги остварат тие своји права, но гледам сега со текот на времето, иако сега немаме правено таква анкета, но знаете како, значи со отварањето на нови фабрики, нови инвестиции, се подигаат тие стандарди, без да сакаат и работодавачите колку и да го не може да го кочат тој процес. Едноставно доаѓа конкуренција, наметнува други стандарди и тие стандарди веќе стануваат општо правило за сите. И се верувам дека сега подобрена состојбата на тој план, со отварањето на Johnson Controls, Technical Textiles, Condevo, сега фабрика, значи поголеми фабрики кои што вработуваат многу луѓе и искуството од таму се пренесуваат. Значи тие кажуваат дека добиле, да речеме, дека им се плаќа прековременото, дека се плаќа работата на празници малку повеќе, дека добиваат К15 секоја година, па дури и 13-та плата слушнав дека добиле. Значи тие стандарди веќе се наметнуваат и се надевам дека тоа многу ќе го подобри. Да, проблеми. Што е со политиката? Еве, во последно време сме свесни дека жените се доста застапени и во политиката. Да. Жените се еден сегмент многу значаен во политиката и така и треба да биде, и треба да бидат рамноправно застапени и во политиката. И сите политички партии треба да дозволат еден простор на жените кои што тие верувам многу педантно ќе го пополнат, затоа што жените се навистина едни вредни, едни упорни значи личности кои што
она што ќе го зацртаат на вистина и го остваруваат. И секогаш кога треба да спроведат нешто, го спроведуваат максимално, даваат се од себе за да го постигнат тоа. И верувам дека и мажите се свесни за тоа, меѓутоа многу пати се случува женската упорност, женската работливост да биде ставена во функција на мажите. Знаете. И затоа треба лидерите на женските опции во сите политички партии да бидат свесни за тоа и да можат да помогнат жените да го добијат она што им следува, што го заслужуваат. Така е. Еве, јас сум представник на ВМРО ДПМН, значи во Штип сум председател на Унијата на жени на ВМРО ДПМН и навистина сум горда што еве веќе 6 години работам со жените во Штип и имам стекнато одредено искуство на тоа поле. Премногу сум задоволна од жените со кои соработувам. Така, колку еве жени имате вклучено во Унијата? Да. Збореме во Штип. Видете, во Штип имаме многу членови на Унијата на жени, но имаме членови кои што се поактивни и се вложуваат во работата на Унијата на жени. Би кажале дека е тоа околу 3000 члена кои што се наши членки, но во секој случај помал е бројот на тие што се активни и навистина се добро организирани. Мислам, во оваа прилика би сакала еве да искористам, бидејќи сум на вашиот медиум, да им го честитам празникот на сите жени од Штип и на оние кои што се представници на нашата партија, но и на останатите, на сите останати граѓани и членовите на другите партии, така е, и да им изразам една огромна благодарност за целиот труд што го имаат вложено, за целото потрошено време кој што можеле да го потрошат со своите семејства, а го потрошиле на друго место. Така. Еве, спомнавте дека веќе 6 години сте председател на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Со кои проблеми најчесто се соочуваат жените? Бараат ли од вас помош, совети, така да кажеме, во секојдневието? Да. Секако, значи ние имаме потреба едни со други да си помагаме. Секогаш е тоа присутно и таа женска солидарност постои, верувајте. И во Унијата на жени, но и работното место е такво. Секојдневно, значи, имаме жени на кои што им е потребна неопходна помош. Доаѓаат самохрани мајки, доаѓаат мајки жени кои што немаат решено стамбено прашање. Во животот доаѓаат тешки моменти, се случува да се распаднат бракови, да жената остане едноставно без подкрепа, нема кров над глава, нема финансиска поддршка и тука ние мораме да се вклучиме и да помогнеме. Во таа насока еве би морала да кажам дека многу помага градоначалникот со тоа што значи овозможи сместување на такви лица во манастирскиот комплекс Света Недела, кој што заеднички со црквата го стопанисуваме заеднички со црквата, но верувајте дека е многу важно во тој прв момент кога жената нема каде да биде сместена, да отиде и да најде кров над глава. Јас не велам дека е тоа идеално решение, но е единственото можно во овој момент, бидејќи знаеме дека добивањето настане една подолга постапка која трае повеќе време, треба аплицирање, треба исполнување на одредени услови, треба да бидат можеби минатиот пат имавме за млади брачни парови и така натаму, или самохрани мајки или деца без родители кои што имаат потреба или пораснале во дом. Унијата на жени пред се од хуманитарен карактер работи. Но, значи, во моментот не може секој да дојде до стан. Ми беше зборот дека треба интервентно да се делува. Унијата на жени не може да помогне во таа насока до толку, но сепак може да го ублажи тоа со тоа што организираме разни хуманитарни акции, значи собираме храна, облека, понекогаш и финансиски помагаме. Се зависи од потребите кои што се појавуваат кај жените и помагаме во таа насока. Значи, минатата година, знаете, имавме и поплави и големи проблеми кои што се појавија и таму помогнавме. Испративме помош дури и во Србија и морам да се пофалам дека тука дојде до израз максималната
хуманост на жените. Собравме финансиски средства од сопствениот буџет. Не се тие големи пари, значи што жените ги имаат, но сепак успеавме значи за 30.000 денари да купиме храна, да ја испратиме по контингентот кој што отиде во Србија. Тоа беше така бидејќи беше првиот ударен момент кога се појавија поплавите, а после дојдоа и кај нас. И тука веќе ние имавме потреба од друга помош и верувајте ми дека од други градови од Унијата на жени дадоа помош, па ние бевме тие кои што бевме врската и ги распоредивме онаму каде што треба. Кои се идните проекти што би сакале да ги реализирате во иднина? Еве зборуваме за Унијата на жени. Така. Во наредниот период јас би сакала лично да има што повеќе проекти кои што ќе се однесуваат на убави моменти во смисла на градење на една рамнотежа на жените во однос на физичкото, психичкото здравје, да имаме можност повеќе да се дружиме, а не да решаваме проблеми кои што се од ваква природа. Но ние стоиме сепак тука на располагање и секако ќе продолжиме со нашите хуманитарни активности, ќе продолжиме со едукативните трибини и работилници кои што ги спроведуваме, каде што жените можат да слушнат, да научат нешто, за да си го подобрат сопствениот живот. Спортски активности ќе има и така натаму, значи се во функција да се подобри животот на жената. Дружба помеѓу жените. Така е. Малку ќе излеземе од темата. Комисијата за еднакви можности на вчерашната седница ми се чини го разгледавте проектот за реализирање на изградба за детска градинка. Така. Детската градинка во Штип беше една огромна потреба која што ја констатира прво нормално вработените во градинките, бидејќи таму доаѓаат родителите и ги бараат за своите деца сместување, дури се правеа листи на чекање и мора детето уште не е стасано за градинка да го пријави родителот во градинка дека ќе оди од тој и тој период за да може да биде сместено. Значи евидентна е потребата и сето тоа ние го пренесовме, односно општинската администрација заедно со градоначалникот Захариев, успеавме тоа да го кажеме во Министерството и за труд и социјала и за транспорт и врски да се пренесе оваа потреба. А секако и тука и Комисијата за еднакви можности, која што и таа даде свој придонес, посебно на обуките каде што бевме присутни. На тие работилници секоја општина имаше можност да предложи некој проект кој што ќе биде од корист за жените. Значи, при родово одговорното буџетирање, ќе кажам, тоа е значи во нашата држава, тука се организираат тие обуки и ние како представници на општина Штип го нагласивме овој проблем дека е потребна изградба на детска градинка и беше тоа прифатено навистина со воодушевување и од организаторите, но благодарна сум, му се заблагодарувам на Бога што еве сегде значи дојде овој проект го пречекаа со отворени врати и со навистина ни помогна, ни излегува во пресред, така што во наредниот период ќе се гради една детска градинка која што ќе биде во Штип. Госпоѓа Санева, јас да не ве задржувам многу, денеска е ваш ден. Само за крај еден совет до сите жени, девојки, мајки од ваша страна. Па еве, јас денес имав можност да прочитам навистина ни убави зборови кои што се извлечени од Библијата. Тоа не е ништо ново, но е вечно, еднаш за секогаш дадено, дека убавината на жената не е ниту во косата, ниту во облеката, туку убавината е во срцето и во душата на жената. И затоа треба да се насочиме кон градење на нашата личност и да бидеме убави одвнатре, кога комуницираме со сите, кога доаѓаме во допир, да ја шириме таа убавина сегде, за да можеме повторно да ја примиме и да ни се врати така како што сме ја пратиле таа порака. Би советувала на мажите да ги чуваат жените како капка на дланка, капка вода на дланка. Така, убаво кажано. Јас ви благодарам што одвоивте време да бидете наш денешен гостин во рано наутро и ви посакувам да имате убав ден. Ви благодарам и на вас што ме поканивте и што ми дадовте можност да се дружиме денес. Така. Почитувани гледачи, еве го проследивме разговорот со госпоѓа Снежана Санева, а во продолжение ќе направиме една убава македонска музика, односно музичка пауза. Веднаш потоа се враќаме во студиото и продолжуваме се до 10 часот.